Снежана и 7 џуџиња. Во еден голем дворец живееше една убава кралица со злобно срце. Таа секој ден го прашуваше своето волшебно огледало кој е најубав во незиното царство. Ако го огледалото ќе одговореше дека незината сладка пасторка по име Снежана е поубава од неа, го повика својот ловџија и му нареди да ја одведе Снежана во шумата и да ја убие. Ловџијата и предложи на Снежана да се прошетаат, но кога стигнаа во шумата, тој немаше храброст да го убие убавото и мило девојче. Тој го откри под молниот и злонамерен план на макејата. Откако ја посоветува да си оди далеку од дворецот, ја остави сама во шумата. Малодушно и осамена Снежана ја помина ноќта во шумата плачејќи. Кога осамна зората, догледа на една чистинка малечко кукиче. Девојчето чукна на вратата и не добивајќи никаков одговор влезе. Разгледувајќи се наоколу, Снежана помисли дека станарите на оваа кукичка мора да се многу мали и многу неуредни. Снежана ја среди куќата и приготви за јадење. Потоа, бидејќи беше многу уморна, легна на 3 од 7 креветчиња и заспа. Тоа беше всушност куќата на 7 џуџиња, кои по враќањето од работа останаа чудоневидени, што во нивната куќа ја најдоа ова убава девојка. Кога Снежана се разбуди, им ја раскажа на 7 џуџиња својата тажна приказна и тие трогнати и потресени предложија таа да остане во нивната куќа. Снежана со задоволство го прифати нивниот предлог. Снежана живееше среќно со своите мали пријатели, приготвуваше јадења и ја одржуваше во ред нивната мала куќичка. Но 7 џуџиња се плашеа од одмаздата на лошата царица и секој утро пред да појдат на работа во рудникот за дијаманти и препорачуваа на Снежана да биде многу предпазлива. Навистина, кога суровата маќа дозна од своето волшебно огледало дека Снежана не е мртва и живее среќно во шумата во куќичката на 7 џуџиња, реши да се одмазди. Се преправи во мала и сладка старица, дојде во куќата на 7 џуџиња и ја понуди на Снежана јаболко, а девојчето го прими со задоволство. Но јаболкото, офлеле, беше отровно. Со еден гриз Снежана падна на земјата како мртва. Така ја најдоа џуџињата по нивното враќање. Убедени дека е мртва, 7 џуџиња ја оставија легната под едно дрво и додека плачеа трогнати од тага молејќи се за својата сладка пријателка, помина еден убав принц кој ги праша зошто плачат покрај ова убава девојка која спие помеѓу цвеќињата. 7 џуџиња му ја раскажаа тажната приказна за Снежана, а принцот трогнат и се приближи и восхитен од незината убавина ја бакна. По овој бакнеш Снежана се разбуди, му се насмевна на убавиот принц, а тој ја побара да му стане негова жена. Среќни и задоволни, двајцата млади тргнаа кон дворецот на принцот, придружени од честитките и аплаузите на 7 џуџиња.